Здраво, Симона. Мило ни е што си тука и што ја прифати нашата понуда за да бидеш амбасадор за твојот спорт. Па накратко представи ни се и запознај гледачите за тоа која си ти. Здраво, јас сум Симона Становска, 24 годишна одбојкарка од Битола. Веќе 13 години со ред всушност мојот живот го поминувам на одбојкарски терени, меѓу кои 7 години ги поминав во Битола, а 6 во Скопје. Покрај тоа сум и дипломирана скоро и магистар по правни науки, што значи дека времето кое што не го поминувам во сала ќе го одвојам да го поминам во адвокатска канцеларија. Супер. А што луѓето најчесто не знаат за тебе? Па, бидејќи одбојката во Битола, односно на локално ниво, не е толку популаризирана како што е во Македонија. Светам дека интересен факт за мене е тоа што сум прва и се уште единствена сениорска репрезентативка на Македонија, со што тоа заедно со себе си влече одредени интересни настани на кои што сум присуствувала, меѓу кои е учеството на Медитерански игри во Алжир, што своедневно се мини олимпијада без Америка и Австралија, каде што сум делала олимписко село со иднината на светскиот спорт, односно она што го гледаме на телевизија како врв, со нив заедно сум имала јас комуникација. Супер, тоа е многу интересен факт. Кога и како започна твојата спортска кариера? Па, интересно е што јас по спортски патеки тргнав уште пред да започнам да одам на училиште, што значи моите родители уште на 5 години со тениски ракет во рака ме пуштија да одам на тенис. Тоа траеше неколку години, па потоа се обидов својата среќа да си ја побарам како и секој битолчанец во ракометот, но бидејќи некако не тргна, на крај испадна дека всушност мојата среќа била во одбојката, така што уште од 2012-13 година започнав да се бавам со одбојка. Првично знаете било да го одржувам своето тело во најдобар ред да може да се развие на најправилен начин, да стекнам некои позитивни животни навики, но со тек на време, како што напредував јас, ми прерасна всушност и од денешна гледна точка во професија одбојката. Супер, бидејќи имаш долгогодишно искуство со и кариера во одбојката, што си кажуваш себе си кога нештото не ти оди по планот? Ретко кога се ми оди по план како што сум замислила, така што кога нешто во мојот живот ќе ми скршни од она што јас сум го замислила од таа патека, се трудам што повеќе да бидам дисциплинирана во тој даден момент, да се трудам што помалку да се водам по разум, да се водам што повеќе по разум, да ги тргнам емоциите настрана и да се потрудам да најдам најисплатливо решение во тој даден момент. Супер, кога одиш на пример на Гравер, која ти е go-to песна секогаш? Ова е интересно, во тимот каде што бев во Скопје 5 години со ред go-to песна ни беше Бум Бум од Сузана Гавазова. Интересно е бидејќи текстот на песната е од рефренот е никој ништо не ни може, така што кога да освоевме нешто или финал или одреден надпревар, дополнителен жар ни даваше тој рефрен, а па и доколку изгубевме некој надпревар, прв избор на нашиот звучник беше Бум Бум од Сузана Гавазова, да се пробаме некако да се дигнеме на повисоко ниво. Топ go-to песна. Што би препорачала на другите млади девојки кои сакаат да се занимаваат со било каков спорт? Па да, јас бев млада девојка, мислам и сега сум, но знаете во тие формативни години кога сме се уште тинеџери кои што се пронаоѓаме самите себе си, првично и апел до родителите, сметам дека мора да се вклучи нешто повеќе во животот на своите деца и да ги мотивират и да ги бодрат кога ќе дојдат до тие тешки моменти, бидејќи јас како и секоја сме дошле во тие недоумици каде што сакаме да се откажеме, затоа сметам дека таа поддршка која имаме од блиските мора да биде тука најизразена во тие моменти, бидејќи немојте да носите одлуки на млади години кои што понатаму би можеле да се каете и народски кажано да баталите се зад себе ради некоја ситница. Обидете се да најдете време да избалансирате се. Точно, супер. Ако имаш 15 секунди, со кој спорт ќе ме ги спирала другите? Истрајност. Истрајноста е многу важна карактеристика која што мора некако да ја стекнете кај вас, бидејќи како што кажав, најлесно е да се откажеш и да не продолжиш понатаму, но доколку си воспоставите одреден систем кој што ви функционира, многу посрихни и погорди на вас ќе бидете кога ќе се соочите со тој проблем и кога ќе го решите на некој ваш начин, бидејќи тоа е животот нели понатаму. Спортот ве учи на се она што понатаму ќе се најдете како ситуација во животот, така да бидете истрани, работете на самите себе си, за ако сакате да бидете најисполните и најдобра верзија од самите себе си. Супер, Симонче, ти благодариме што денес беше тука со нас. Фала и вас. И што ни си представник и амбасадор за твојот спорт. Се радевам и ти посакуваме уште премногу успеси да имаш во животот и во кариерата. И поздрав.